Веќе нашата Слободанка ја најави втората гостинка, која е една исклучителна дама, сега веќе во пензија, но поранешна новинарка и ќерка на големиот Илија Ѓувалековски, еден од основоположниците на Македонскиот народен театар и човек кој што чиј глас за прв пат на македонски се чул во етерот. Мирчела Чашуле, добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Ви благодарам многу што ми дадовте простор да учествувам во вашата емисија. Навистина се чувствувам многу пријатно, заради тоа што и лично ве познавам, бидејќи сум член на хорот Фрида, во која што сте вие диригент и основач. И морам да кажам дека ми бевте и поддршка и инспирација да се осмелам да излезам во јавност и да ги кажам работите за мојот татко, кој што е легенда во македонскиот театар и во македонскиот филм, и не само македонскиот, дури и во југословенски рамки. Да, памтете го зборот, можеме да ги гледаме и фотографиите, бидејќи знам дека возрастната генерација и тоа како знае и се сеќава, бидејќи и после 21 година од неговото физичко заминување се уште одекнуваат неговите улоги. Еве, гледаме веќе фотографии од човекот кој што е вистинска легенда не само на овие простори, ами и пошироко. Да. Ова се фотографии од филмовите Мирно лето, предходно со Љупка Џундева, предходно Црвениот конј со Бата Живоиновиќ. Меѓутоа, јас би сакала само да кажам дека ништо во животот не е случајно и дека ова е Луков во Црнила од Коле Чашуле. Во филмот тоа се Денови на искушение, ова е филмот Клисура, во копродукција со Германија, 55 година. Ова е Виза на злото, исто така филм кој што освои многу позитивни, одлични критики низ цела Југославија. Ова е театарска представа Дундо Мароe во Хрватска, од представата Дундо Мароe. Ова е Крал Лир, кога се враќа во Македонија. Тоа го игра Крал Лир, таткото на трите ќерки. Тоа е класична драма. Ова исто класичната драма Медеа во хрватско пак казалиште. Каде што тој беше првенец, така, каде што беше првенец исто така. Ова е од представа Виолинистот на покрив во театарот Комедија. Подоцна се поставува и во Македонија, во Македонскиот народен театар, каде што доби големи овации од публиката и од критиката. Ова е Македонскиот народен театар, 52 година. Мислам дека е во агонија од Крлежа. Ова е дел каде што јас и син ми Мирче сме статисти, а татко ми беше глумец во шведската копродукција со Македонија, Денови на искушение, Македонија. Ова е Трст Вија Скопје со Александар Чамински, тука е оваа сцена. Тука исто е плејада на македонски глум. Ова е стара фотографија на Македонскиот народен театар во раните 30 години. Ова е негова фотографија подоцна. Една од најспектакуларните и најприсутните во интернет, да. Иначе би сакала да кажам дека една анегдота да раскажам, која што е многу симпатична, а таа е дека татко ми тргнал со воз, мајка му го испраќа во Загреб, 30 и некоја година, да студира фармација. И во возот во тоа време млади луѓе во купето седеле и си пееле. И тој пеел
и до него беа други двајца млади луѓе и тие му викаат, бе ти кај ќе одиш? Тој вика, па во Загреб, вика да студирам фармација, ќе бидам апотекар. Така сака мајка ми. Што? Со ваков глас и ваква става ќе одиш да бидеш аптекар, да стоиш таму да продаваш лекарства. Лекови во Белмантил? Во Белма, абе ајде, вика, симнувај се со нас тука во Белград, ќе идеш ти, вика, на музичка академија. Ама как? Ама ајде, симнувај се. И тие двајца кои што го одредија неговиот животен пат беа легендарните Тодор Скаловски и Трајко Прокопиев, така да Да, прекрасна анегдота. Стварно, не е анегдота жива вистина, да. ова е случка од животот која вистинска скретница била. Апсолутно. Апсолутно. А 36-та година пред воопшто да стане студент, тој веќе беше член на пејачкото друштво или хор Вардар, чии членови беа студенти тогаш во Загреб што студираа. И на радио тогаш беше Кралско радио, беше кажано дека во еден настап во Народниот театар, 36-та година, кога биле собрани многу луѓе, пеел и Илија Џувалековиќ, тогаш така било, и рекоа дека прекрасно пееше еден лирски бас-баритон, што е ретко, и тогаш што ја пееше аријата од Волшебната флейта на Моцарт, а ја пееше и македонската народна песна Стојно мори стојно. Меѓутоа подоцна, кога веќе нели студира во Белград, тој работи во Кралското радио како пејач и хроничарот ќе запише дека во тоа време Личко криумчареше македонски песни на Кралското радио. Тогаш тоа беа песните од југот, али беа македонски песни. За жал, од секогаш сме морале да ги криумчариме. Такви времиња биле, да. Ама изгледа и денеска се такви, али ајде да не зборуваме. Денеска ги заобиколуваме. Растена сте во уметничко семејство и верувам дека е привилегија, допрени сте од Бога да бидете во близина на таков човек, голем во тоа време, ама голем и сега, и после неговиот живот. А и вашата мајка, всушност, тие така и се сретнале на снимањето на еден филм, така не? Да, они се сретнале на снимањето на филмот Клисура и така станала нивната љубов, нивната врска и така. Јас сум нивна керка. Што ви остави како аманет? Татко ми? Таткото. Па, да ви кажам, кога се живее во такво семејство, во времења кога вратите беа отворени и кога куќата беше полна со луѓе, никој не прашуваше дали си дома или не си дома, и друго кога се живее во постојано создавање на некоја представа, сите ние бевме, како да кажам, дел од неговиот живот. Сега бевме на одреден начин подредени, така да неговиот аманет ми беше да се трудам во животот да бидам среќна. И да знам дека времињата се постојано тешки и дека треба да ги превозмогнеме и секогаш да се трудиме во животот да создаваме некакви вредности. Неговата вредност беше што тој создаваше и се бореше и работеше и ќе остане запаметен во историјата на македонскиот театар не само како врвен глумец, туку и како врвен педагог, кој позади себе остави цела плејада на глумци кои што и самите се бардови. Денеска, а и нив веќе многумина за жал ги нема, си заминале. Така да голема беше чест и радост да се расте во создавање на драма, во создавање на уметност, во кој што секој ден се свиреше клавир,
бидејќи тој го вежбаше гласот и не само што беше глумец, тој беше и познат пејач беше уствари исто така и неговата голема улога како и глумец и пејач беше во представата Виолинистот на покрив, кој беше поставен прво во театарот Комедија во Загреб, инаку тој беше 10 години првенец на Хрватско народно казалиште и таму создаде многу улоги, но се прослави многу со првата улога на Гец од Жан-Пол Сартер во Ѓавол и Господ Бог. Тоа беше една филозофска драма за постојаната битка која што човекот ја води внатре во себе помеѓу доброто и злото и доби многу добри критики. И таму се создава и првата класа на Академијата во Загреб за театар и филм на македонски јазик, во која што тогаш кај него студираат глумците Владимир Светиев, Ангел Палашев, кој останува во Загреб, потоа Емил Рубен, кој што е жив ден денес и самиот легенда и бард на македонското, па веќе и југословенско глумиште. А потоа, 71 година, тој се враќа во Македонија со голема радост, бидејќи на Високата музичка школа, тогаш Музичка академија се отвара одсек за глума и тој станува професор таму и неговите ученици денеска живи се бардовите исто така на македонскиот театар. Тоа се Гоце Тодоровски, Ѓокица Лукаревски, како да кажам, Славица Јовановска и прерано починатиот Ненад Стојановски и исто така прерано починатиот Илко Стефановски, долгогодишен директор на театарот Битолски и самиот голем глумец. Мирче Доневски, исто така прерано починат. Сакам да кажам дека многу бев јас како млада жена, млада девојка, бев среќна што имав можност да сведочам на тие дипломски представи кои што беа навистина прекрасни и кои што оставија трага во нашиот театар. Меѓутоа, трага оставија и други улоги театарски кои што ги играше татко ми. Која улога ќе го паметите од дете? Да речеме, вие бевте негова ќерка и сигурно се бројни улоги, небројни, но по која улога би го издвоиле, би го запаметиле? Па јас бев прилично млада, јас сведочев кога тој ја учеше улогата, постојано ги учеше улогите и требаше стално да бидеме дека татко ми учи и работи. Дури знаев делови од реплики цели од Медеја на Еврипид. Тоа е класична трагедија каде тој го игра Креонт. Фотографијата добро ја имам, ама не се гледа, не е важно. Исто така го паметам, многу го паметам по покривот, виолинистот на покрив, каде што дури со мајка ми се расправаше. Тоа е Голда така мене ми кажува. И она, јас не сум Голда. Укажуваше, јас сум Елза. Да, драга моја Мирчела, овај наш разговор заслужува документаристика, ова заслужува една цела документарна емисија, ако не и серијал. Јас сакам Бог да ви даде сила, здравје и фокус. Монографијата која била издадена за 30 години од неговата дејност да добие второ продолжение, бидејќи неговата дејност беше 60 години, речи си 6 децении.
Така да ние ви стоиме како медиум, ќе ви бидеме голема поддршка. Да, и тука некаде ќе ви се заблагодарам што проговоривме за еден ваков исклучителен човек кој што е бил легенда и останува да живее во легендите. Добро би било кога ние многу повеќе би се навраќале на нивните дела, на нивните улоги и на се она што оставиле како аманет. Да, само да спомнам дека тој во Македонскиот народен театар исто така играше и во првата представа Платон Кречет, споредна улога, 45-та година. Потоа играше во многу други представи, како што се од Максим Горки Малограѓани, како што е Луков во Црнила, како што се... Ох, Боже, колку многу ги има. Ке си направиме ние второ продолжение и се што не кажавме денеска ќе кажеме следниот пат, бидејќи времето вистински не ни дозволува. Многу ви благодарам, здравие и фокус на она што ни престои како работа. Работа и само работа. Да, благодарам многу.